Лидерот на СДСМ, Венко Филипче, навистина има вкус. Знае да избере од дестинација за бизнис и патување до автомобил. Неделава е во знакот на Филипче, кој како што тргнал со скандалите, ќе го надмине и неговиот ментор и бизнис партнер Зоран Заев. За сите скандали на Венко ќе ми треба многу време, но ќе се обидам во 5 минути. Фирмата Зобек Mining Group веројатно ништо не ви значи, ни мене. Освен што газдата на таа фирма, известен Енис Колашинац, се најде на онаа славна вип журка во Дубај со Заев и Филипче, каде на увце им пееше Харис Џиновиќ. Ама па тоа е, не знаеш патот каде ќе те однесе и одеднаш ќе се најдеш во тоа друштво. Фирмата Зобек на државната СМА му преподавала јаглен за рек битола по 3 пати повисока цена од реалната на пазарот. Разликата отишла кај фирмата, а наградата кај Филипче. Тој истиот газда потврдил дека Филипче од него го купил Аудито. Убаво джипче, Q8, сигурно Венко ужива кога патува на партиските собиранки, како онаа во Струмица, кога го следеа околу 30 верни приврзаници. Обвинителство, не се брзајте, лабаво, има време. Дека ова е недела на Венко покаже и аферата провизии што му ја извади ВМРО-ДПМНЕ за пожарот во модуларната болница во Тетово, кога токму Филипче беше министер за здравство. Зашто се работи? Прво дозволил пуштање на модуларната без потребната дозвола, а она што е уште пострашно е, што дозволил таа да се изгради со неогноотпорни материјали, па објектот изгоре како кутија кибрид. Неколку дена по пожарот во Тетово дал наредба во другите болници да се променат панелите, но сега со огноотпорни материјали. И додека директорите на кои Филипче им наредувал добија казни колку да се рече, него Венко ќе ја враќал Македонија. Прифатено е и обвинението и за случајот онкологија, каде на пациентите им давале физиолошки раствор место терапија. На суд одат 4 доктори и директорот на онкологија Нино Васев. Туку обвинителство да не ви фали уште некој во обвинението и кој случајно беше министер во тој период? Филипче дрма и во надворешната политика. Бара Бугарија да се изјасни дека немало да не блокира поради јазикот и идентитетот. Ау, ме трогна со патриотизмов. Па нели идентитетот и јазикот беа бетон? Како викавте? Уште бугарите во устав и влагаме во ЕУ. Нели ЕУ ке ни беше гарантот? Него бугарскиот председател пред неколку дена ни порача дека спорот не е билатерален, туку европски. Филипче, глеј си медицината, сите велат дека си одличен доктор. За политика се виде дека не си. И така начело на партијата си донесет за да пазиш на судови и обвинителства да не излезе некоја кривична за тебе и Зоки. Оној Крмзов ако пропее, не е тешко да се претпостави кој е следен. На СДСМ дефинитивно не му иде памет. Најавуваат коалиција со ДУИ за локалните избори. Да, со ДУИ, заради кои со години ќе бидат во опозиција. Откако ВМРО-ДПМНЕ си го одржа зборот и ги прати ДУИ, онаму каде што им е местото, сега СДСМ ќе коалицира со ДУИ и фрла јаже за спасување на оние од Мала Речица. Ова во психијатријата се нарекува стокхолмски синдром, кога заложниците со текот на времето развиваат чувства кон киднаперите. Да не биде дека се врти околу Филипче, се јави и неговиот поранешен, а веројатно и иден коалициски партнер Артан Руби. Артан е добар, да не го мислите. На Фејсбук си сподели честитки за роденденот. Од каде ја пишува пораката не знаеме. Може би уште е во приватна посета на Косово, како што рече пред 6 месеци. Од тогаш од Груби се откажаа дури и неговите од Чај. Само уште мајка му го брани. Ама па мајка ако не те одбрани, кој? Уште вели дека го гонеле како во времето на комунизмот. Господјо Груби, ако вашиот син беше гонет како во комунизмот, досега немаше со меѓународна потерница да се шета дево Косово, дево Албанија, туку ќе беше на еден остров кој го викаа Гол. За крај одиме со убави вести. Алкалоид го освои европскиот куп. Фудбалската репрезентација одигра одлично против Белгија и Казахстан. Македонските граѓани, без разлика дали се македонци или албанци, навиваа на градскиот стадион. И Бујар навиваше на работното место, ама за Албанија неговото срце било црвено-црно. И Груби на времето навиваше со дрес на Албанија, наместо на Македонија, па него каде заврши.